Денес во просториите на лековниот салон се одржа крводарителска акција со почеток од 9 часот и траеше до 14 часот. На оваа крводарителска акција се применуваа сите стандарди и процедури согласно состојбата во која се наоѓаме. Во договор со Црвениот крст и трансфузионна медицина од Скопје, во текот на пандемијата COVID-19 се одржуваат повеќе вонредни крводарителски акции во Македонија. Пред се за да се зголеми нивото на крвни единици кои што ги имаме, бидејќи знаеме дека во овој период тоа е доста ниско. Причина зошто нема доволен број на крвни единици можеме да кажеме дека се откажани сите крводарителски акции во средните училишта, како еден основен додаток на овие крвни единици, кои што ги имаме во овој период од годината. За денешната крводарителска акција се превземени сите мерки на безбедност, со цел истата да помине во што е можно најдобар ред, изјави секретарот на Црвениот крст во Велес, господин Орце Николов. Кога дојде екипата од Скопје од Институтот за трансфузионна медицина, прво што направија ги дезинфицира овие простори. Потоа ние како Црвен крст преземавме мерка да направиме мал распоред на луѓето како ќе за да немаме големи гужви, туку тие во текот на цела недела ни се пријавува и ние на секој 15 минути повикуваме 20 до 30 крводарители. Сепак крводарителската акција е жива материја, можеби ќе има и повеќе 20 до 30, но сепак гледаме тие да бидат на растојание од 2,5 до 3 метра. Очекување од денешната акција се само успеси, бидејќи до 12 часот имаме веќе 40 дарители, а до крајот очекуваме бројката да надмине барем 55 до 60 крводарители, што би било сосема задоволително. Во однос на крводарителските акции, општинската организација на Црвениот крст во текот на годината согласно годишниот план има помеѓу 26 и 28 крводарителски акции. Оваа година ќе бидат помалку со оглед на ситуацијата со коронавирусот, соопшти секретарот на Црвениот крст во градот Велес.